Сега ти стануваш јас и во мене се буди еден нов сосем нов глас. Сега ти стануваш јас и ти дојде да кажеш од она што се плашиш и да го претвориш во поезија. Особено кога грака Гавран и виолетовите столици се како предзнак дека треба да се влезе во огледалото, да се влезе во друга димензија, да се влезе во поезијата која што вечерва ќе ја слушнаме и ќе ја промовираме, а тоа е книгата Сега ти стануваш јас. Огледална стихозбирка, напишана од Долорес Атанасова Лори. Аплауз. Добро вечер на сите, прекрасно што сте овде, затоа што ќе читаме многу убави стихови. За Долорес Атанасова Лори нема многу да се зборува, песните кажуваат многу. Лори е другарка, змејка, вештица, жена со која што се прават длабоки разговори, се плива во плитко, се плива во длабоко. А сега ти стануваш јас е еден омаж за сите години што ги имаме и сите години што не ги имаме и оние што можеби мислиме дека ги имаме. Доаѓа така време човек да застане на работ на светот и повторно да се измисли себе си, да измисли се. Ова не е време на идоли. Ова е време на херои. Без име. Ова е време кога ги учиме сите имиња на болката и seredno е дали си поет, скот, војник или бог. Ова е време кога полесно е да си црв. Нема што да изгубиш. Ни памет, ни кој знае колку крв. Одложи ја гордоста, желбата, одложи ги чезнењето и чемерот, одложи го ближниот свој, далечниот, туѓ извор. На секој твој избор одложи ги високите цени, одложи ги вечно гладните за она скапо светкаво срање. Сите ситни души, сите внатрешни суши, одложи ме мене, одложи се себе, одложи ги сите, одложи се. Молчи во ништото. Седи, кај да е конецот ќе наполни иглата и ќе почнеме да ги спојуваме и да ги врзуваме краевите. Почнуваме од точка, завршуваме со бесконечна линија по која патува времето. Седи, кај да е ќе бираме патека, дали лево, дали десно, а ќе сакаме да останеме сега и овде, на ово место. Имам 39 години. Знаев дека еден ден ќе те нема и дека нема да смеам да те барам.
Телото почнува да ме реагира на твоето отсуство. Душата се закопува со главата в песок. Ми зборува на нејзин јазик само со самогласки. Се прашувам што да правам со ова што ми недостигаш. Се тегне како црв. Скини го, пак прета и мрда со сета стрв. Станува ми и твое тело, со болки, крцкави коски и сочни пцости. Поминувам. Минатото е татнеш од невреме кое го гледаш во далечината. Се приближува и те одминува. Имам 17 години. Љубовта е летање, љубовта е замка, секој ќе биде фатен и ранети, ќе научи да оди и да живее без тоа парче од себе. Ама не го мислам, ја играм играта од раното детство, се втурнувам низ вратата и се наоѓам себе си неспремна и целосно безгрижна. Овде на овие години се мириса на смеа и лудило и занес. Ова е телото од реката со брзаци која менуваат бојата на водата и го превртуваат каменот на дното. Се прави вортекс, 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 кој секогаш ќе ме носи, за секогаш ќе ме носи до ова место, до ова време се открива пред мене мојата мрачна природа со светла страна. Одовде натаму. Јас и срцево ќе живееме во немир и тој немир понекогаш ќе го бранува мракот во мене, понекогаш светлината, а најтешко е кога ќе се измешаат. Здраво на сите. Многу во ловет, онака, просто се возбудив и убави песни одбра да споделат со вас, другарите. Сега ти стануваш јас е книга која настана во многу краток период. Ако вообичаено низ некој период од година, некогаш и две, пишуваме спонтано, онака како ни доаѓа, оваа книга се роди прво концептот па книгата. И се роди во времето кога настапи пандемијата, која јас многу, така да кажам, лефтерно си ја разбрав, за после тоа да сватам какви се последици може да направи тоа врз нас луѓето. Почнав да размислувам многу за другите, затоа што живеевме во време на изолација, целосна, и тоа беше за мене погубно. Човек кој сака да биде со луѓе, сака да комуницира, сака да се дружи, да се весели, да споделува и болка и радост и така натаму, одеднаш беше ограничен на четови на месенџер. Мислам, убави беа тие четови на месенџер, се забавувавме, ама многу беше страшно. И се почна со долги прошетки покрај Вардар во Скопје, каде среќавав рендом луѓе секојдневно, со кои на почеток само ќе се загледавме, после си кревавме рака, после застанувавме и си правевме некои муабети. И сватив дека нашите животи, она што го живееме, постојано се рециклира. Затоа е ти сега стануваш јас. Ние влегуваме во другиот, ако се потрудиме малку повеќе. Нешто што се случило, повторно се случува овој пат на некој друг. И книгата настана е еден вид палимсест на личност, кога една личност се исцртува врз нешто што веќе прошло низ некој живот, низ некоја реалност како личност, ако може тоа така да се објасни. За мене беше важно да можам да ја раскажувам приказната од страната на некој кој има 17 години, има 9 години, има 102 години или е мртов, изборува од таа другата страна. Оти ми требаше таа идентификација со другиот. Ми требаше да посегнам по другиот. И книгата е токму резултат на тоа.
На крај, се што можам да кажам е дека да признаам всушност дека да, тоа не се само приказни за некој друг. Има тука многу инфилтрирано од мене, ама тоа ќе си остане. Мислам, нема потреба не да го откривате, едноставно, ќе го читате, може би себе си всушност ќе се најдете или некој кого го сакате во тие песни. Сега сакам да ви прочитам една песна која мене ми е особено драга од книгата. Нема кај да. Пластичната чаша, нешто мораше да оди. Ајде, помогу. На некој му се пиело. Некому вода му се пиело. Мене. Добре. Битно дека ова, како ја викате ова треваркава, таа остана. Уметнички дојав. Ефекти. Имам 9 години. Прв пат ја слушам приказната за Еленот. Пред мене се отвора врата. Оттаму го гледам момчето кој исцрпено од жет се напива од водата од стапалката на Еленот. И станува Еленот. Станува дел од длабоката темна германска шума. Останува таму чекајќи некој да ја одмолчи неговата магепсаност. А таму нема никој. Детството е затворено зад врата. Детството е момчето за секогаш заробено во телото на Елен, кое повеќе никого не чека. Сите растат и го забораваат патот до таа врата. Имам 92 години. На оваа возраст јас сум дете, без илузии. Секој ден сонувам ист сон. Јас сум детето среде поле од овченка, лисјата на овченката се нишаат на ветрот, високо се над мене, низ нив се прозира светот, воздухот е топол. Таму сум дете сигурно скриено среде поле и шарано со патеки, толку многу избор. Толку многу можности. Секоја патека е вистинската. Секоја патека е излезно отворено, таму сум ранлива, таму ме чека времето. Јас сум дете без илузии. Сега сите патеки среде полето водат само на едно место. Слободата е сон, слободата е сон, слободата е сон, од кој не сакаме да се разбудиме. Слободата е сон, слободата е сон, слободата е сон од кој не сакаме да се разбудиме. Тоа жарче непокорна која се го збудуваме, таа е истокот и западот на нашето будење. Таа е лекот за секое чудење, во сонот трчаме боси по ливади, прескокнуваме планини и ѕидови и очајнички се држиме за облакот кој ги менува времињата. Му пркосиме на бескрајот на небото. Ништо не сакаме да знаеме. Љубиме исто како и првиот ден. Носиме парче слобода во чекорот, во одот. Носиме украдено парче слобода, тој белек од раѓање, таа точка на поаѓање од пред се до засекогаш. Слободата е сон. Уште по една.
Ова се последните денови на мојата младост. Телото почнува да се влече за духот. Тешкиот чекор на времето станува побрз. Джинот во мене се ослободува од својата тежина. Му се лути телото, му паѓа кожата, почнува однапред да дзирка човекот што од секогаш бил. Еднаш учи да сака, после учи што сака. Прво учи да оди исправено, после учи да си оди исправено. Ме напушта младешкото да на се. Сега учам да кажам не. Имам 31 година. Имам право на глас. Ама најчесто го користам говорот на телото. Зад мојот спуштен поглед го кријам бесот. Зад раката која ја покрива устата го кријам женското минато. Тој печат на понизност и лусниот замолчување. Во чекорот ја кријам традицијата на повторливоста. Заробена сум во тој танц од чекор напред, два назад, се уште сум најгласна кога раѓам, најтивка кога паѓам. Гласот го закопувам под земја или го истурам во перница. Жените од минатото секогаш доаѓаат доцна, за да ми кажат дека не лажат, дека сме сами. Ви благодариме за вниманието. Книгата на Долорес може да си ја набавите тука. 200. Две пиво. Еден аплауз за Лори. А за да се слеам во нешто друго, прво да кажам благодарам за можноста да пеам и да отварам промоции две на моите две другарки. Една по друга што е она баш возбудливо и тешко. Но сега промовираме нешто друго. Додека спиеш од Билјана Стојановска. Билјана ми е другарка, Билјана ми е сестра. И почнав да ги замислувам сите без коса. Само очите се мерка за убавина. Фризерниците и берберниците се затвориле на нивни места, никнале дуќани за одсуетување, кои изјават празни. Ќе излезат еден ден надвор сите и конечно ќе почнат да си гледаат во очи. Пред да прочита и Билјана песна, само да кажам дека и двете книги се во издание на Чудна шума. Билјана ја издаде оваа година, така? Да. Пилка минатата, и двете книги се особено силни, особено тешки и особено убави. Нема да зборувам, Билјана ќе чита. Најнапред би сакала да ви се заблагодарам, одбрана публика, најмногу на трпче,
затоа што не се сметам себе си за слемерка. Меѓутоа, оваа промоција се случува во рамки на Слем фестивалот. Ти благодарам, Трче. Повремено ми влегува во сонот додека летам. Ми мавнува шлаканица и ме буди. Имам 9 години. Студена зима со снег што не планира да се стопи. Залепена сум за прозорецот. Баба ми излегува во дворот, влегува во кокошарникот, докачува една кокошка, ја става главата на трупче и замавнува со секирата. Кокошката обезглавена летнува високо. Лицето на баба ми и снегот се потопени со крв како слика на полог. Плаче. Кокошката не го гледа својот највисок лет. Ете, се случува, некогаш да те нема. Ете, се случува, некогаш да те нема. Тогаш замислувам која фреквенција би ја фаќал со песната што свири на радио. Музиката никогаш не ја надгласува тишината. Децата под прозорецот врескаат се да пладне, играта им е погласна од победата. На победата само еден се радува. Може би ти ќе се радуваш. И ќе му се смееше на оној што плаче, и тој што плаче ќе забораваше зошто плаче и ќе почнеш да се смее и немаше да каже зошто. И ќе мислев дека си го заборавил денот во кој се плачело и се смеело. Ќе ја спуштав главата на перница и ќе те чуев како ми велиш. Дојди, кушни ме. Адеша. За да не правам стани седни, две ќе ви прочитам. Може? Наредно. Ако мижиш доволно долго, сигурно ќе заспиеш. Ако мижиш доволно долго, многу работи нема да видиш. Ако мижиш доволно долго, многу работи ќе видиш. Ако мижиш доволно долго, светот ќе те одминува. Ако мижиш доволно долго, светот ќе го одминуваш. А потоа ќе тропне нека несмасно ставена лажица во чинија од соседниот стан и ќе ги отвориш очите. Надвор ќе биде есен. Ќе ја носиш портокаловата свилена марама што ти ја подари Лиле. Ќе мислиш на големите заминувања што ги немаш видено. Ќе запалиш можеби цигара и нема никаде да отидеш. Тесен е светот за овие големи крилја. Не собираат само малите собички во кои можеме да бидеме ние. Ти си јас сум ти. Во соседните квартови почнале да обиваат станови. Така стоеше во соопштението залепено на влезната врата. Да бидеме внимателни, да пријавиме. Во нашата соба вредност имаше само љубовта и скапиот порцелан што ни го подарија за годишнина. Кој отпусти страв за случајно некој да не ни го украде, зедовме и го искршивме.
Кажи ми што се собира. Добро вечер, си. Да, другари, брат на Билјани и вујко на Виктор. Никој не може да те исплаши повеќе од сам себе. Ти зборувам дека мирно сонуваш. Лицето ти е спокојно, образите вцрвените, тишињето умерено. Сакам да те се извинам за неслучените неправди, за неродените измами, за лицемерните избори, за нестварните привиди, за неостварените полетувања, за згаснатите пролетувања. Ја ставам главата до твојата, да ти го почувам барем сонот. Животот е надвор, светот е внатре. Животот е надвор, светот е внатре. Животот е надвор, светот е внатре. Ти зборувам додека одбивам да заспијам. Светот е надвор, животот е внатре. Твојата топла дланка е вечна пролет. И од вториот дел. Од хаосот создадам ред. Некогаш тоа ме уморува. Во толку часот ќе се појавува, во толку часот ќе се руча, супа со многу зеленчук, мора да има на менито, да се испазари за неколку дена однапред, се знае што ќе се јаде цела недела, а лишната се перат и се типлат по систем, шеќери попладне, никако. Мешање брендови цигари забраните, кафената која е дозволена само за оние што имаат повеќе од 65 години, луѓето со агресивни тонови во интонацијата на гласот се гледаат само оддалеку, книгите се редат по жанр. Валкани садови не се оставаат навечер. Ги фрлам джебите на подот и отворам шише вино после супата. Што веќе ги правам на смртта ако ме фати неподготвена. Оставим на пишно, а след само што не си знае кој те се да направи. Ми изгласа за финале, да не знам прочитам решение. Договор на дело. Ве гледам. И ми се осетувам. Колку прекрасно страдате. Колку прекрасно се радувате. Исто кој јас. Исто кој јас. Од каде инаку ви научиле нешто? Освен ако не се гушкате со безкрајот. Го менјам трпче. Да, и вие знаете да дадам ти тој и тој смири и Сериозен сега. Одам по жица. Ситно го сечкам лукот, ја промешувам супата, го бришам мрсулот на син ми. Брзо мијам раце со сапун, за да му се вратам на лукот. Еден книжевен ентитет се третира најнапред синтагматски, тоест, ќе се наблюдуваат неговите метафорички аспекти. Прелетувам со очите преку напис на Јакобсон. Многу добро оди со лукот, со мрсулот не толку. Вечер ќе ставам црвен карамин. Не знам дали ќе имам време да се излакирам. Одам по жица, а некогаш сакам да се спружам таму, да сум кошула закачена на штипки, што ја вее ветрот, или бартетена улашка, што прави со ноќињата горе-долу. Залудно ти се провирам под кебето.
Сонот ти е цврст и празен. Светот е потопен во немир. Сивило, бетон. Време е да се љуби без да се сонува. Птиците на гранките повремено знаат да се размрдаат како од штрек и да ги растерасат крилјата. Ни го сонат, сонот. Ти само што ми идеш насо. Ти само што ми идеш на сон, од денот в предел темномрежен. Ти една само можеш да кажеш колку сум ти и дури нежен. Не силен, сепак сум се клонел на власта своја да се решам, да не би да ме намразиш тајно, да не ми идеш ако изгрешам. И ако сонот ми дал право да сложам сенка на секо чело, искрено кажи како сум те навредил еднаш со какво дело. Искрено кажи како сум те навредил еднаш со какво дело. Не силен, сепак сум се клонел на власта своја да се решам, да не би да ме намразиш тајно, да не ми идеш ако ти изгрешам. И ако сонот ми дал право да сложам сенка на секо чело, искрено кажи како сум те навредил еднаш со какво дело. Со какво дело. Biljana Stojanovska i Igor. Да, Билјана Стојановска, Долорес Атанасова Лори,
Бранислав Николов, Јоко Здравевски, Игор Крчевски, Ана Валишка Чикала и вие прекрасни люди. Ви благодариме. Имаме много време за заиграване, некоја пие ще душе сега. Пregни си плуг и изора и нива и те пива и за ништо не тебе. О, што се случува? Плакала сум жив. Зар јас сум крив или ти си глуп да беше труп некој ајрче видеше авака? Никош лошо нема да бидеше. Сега само очи си вадиме еден со друг, живи се јадиме, ајде да се кладиме, да бараме среќа таму кај што нема дилема за избор на вистинска тема. Слепи и глуби се правиме. По криви праци врвиме, само еден ко да знае сега сите да не вредиме ништо. Со кама и пиштол уште правда бараме, во честните судови верба немаме, тој што треба да не брани, тој не тепа и не кради, зар не се наслади од нашиве маки и јадови. Може че бега, ама нема да се скрија, и тој ќе гнија кој секој еден друг. Затоа спрегни си плуг и изорен нива, или те пива, или за нешто. Ајде сваќај на вас. Почитувани присутни, почитувани гости, чести задоволство ми е што сте во толку мал број денеска. Издрна публика, добро. И особено за предходните две промоции, исто така ми е криво. Ама некои работи не зависат од нас, не? И особена честа е што е денеска со нас Шенон Салин, која ќе се представи со својата авторска поезија и музика, исто така, а незините пар кодови може да ги купите после оние кои сакаат да си го симнат и да аудираат албумот на оно што го работи таа. Да, вчера заборавивме да ги доделим сертификатите за победникот и второто место. И гледаше дури не избрахме, не видовме кој е трето место. Мислам, некој се збуни за Миланчо, дека и тој има. Така? Да? Колку бода имаше? 29 и 8 красо не имаше. Па колку е? 27. Да, од 29, 28 беа прво, второ, трето е Миланчо. Чисто да знаем. Sorry, distraction, but I'm gonna give a certificate for the winner of the Poetry Slam Macedonia 2024, Matej Petrov. Чест и задоволство му ја предавам штафетата на Виктор Спасевски. Дека после ово забавата може да продолжи и овде, ако некој имаше идеја, а може да се префрлиме во театар, во бифето кој што не работи, како што не манифестации кои што не постојат. Ама да, тоа ќе решиме малку подоцна. So, еден голем аплауз за Шенон Салин.
Igor, it's such a pleasure to be able to be here with you and to share some of my poetry, some of my music. This first piece that I'd like to share with you is a piece called Top. And it's the oldest poem that I wrote that I'm still performing. I wrote it 15 years ago in 2009 when I was still dancing. And in this poem, Top, I'm actually playing with 3 meanings of the word top. One in English is the toy that you can spin, and it stands on its end. Spinner. Like a spinner. One is being very high up, and one is like the big top. That's the tent in the circus where they have the main shows. So I'm playing with those meanings. And unfortunately, my musicians couldn't be with me in person today, but you're going to hear them sometimes. You'll hear the beautiful music from Ali Khazan on percussion and Simon Schmidt on guitar. So this is the first piece, Top. It's a poetry meeting, but you're also allowed to move a little if you want. The music can be a little louder. That's good. Direction downwards, inwards, twisting, constant, pull, tug, 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 pulling it down. Gravity is twisted. Gravity is twisted. Gravity is twisted. So am I. I am twisting. I am pulling down. And in a fight is only why you twist, pull, and ask. Standing is harder than walking. Standing is more precarious than walking away. Poised on 2 feet, too small for the entire construction teetering, 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 in a bit of dizzy, groundless pulling down. Weightlessness would be everything in balance. Weightlessness would be not fighting to stand. An opened mouth is an invitation, is a revelation, is a prerequisite to a kiss. Decide. My inner world is spinning. There are so many pulls. Gravity is nothing.
just cause without intention would I fall. Falling is freedom. It's a free fall. It's a free fly. Or is falling the most primitive, the most penetrant of fears? Don't worry, you won't fall. Wrote on a slip of pink paper. I kept it for years, thought of it every time before I went on stage. Don't worry, you won't fall. Poised on a pinpoint spinning my own personal top. Spinning is my own definition of freedom. Spin something fast enough and it flies. Didn't you know? I'm spinning, 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 I'm spinning. My head is spinning. My head is flying. It's flying down. It's really heavy to hold up. It's flying down. I must have got my tensions wrong. I didn't pitch the tent correctly because I'm flying down. Even on the floor, the pulling doesn't stop. How did I get so many parts? So much pulling. One's bound to pop off soon. It would be a relief. The loss, but it would break the tension. I'm falling up. I'm falling up, 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 up to standing on feet that are far too small, and I'm teetering, 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 teetering on this tiny base. I wasn't built to stand. I wasn't built to stand. I was built to turn and to move. Thank you. Thank you. So this next piece, a couple of you saw me do it in Struga. This piece is called Icarus Howls. Thank you. And this is the piece you'll find in the anthology, a piece that Igor translated for you. There's a famous American poet named Allen Ginsberg, and he's known, one of his best known poems is Howl. And for those of you who might not know the poem Howl, the first line in it is, I saw the best minds of my generation destroyed by madness. So I took Allen Ginsberg's poem Howl, and I took the myth of Icarus, and I mixed them up in a kind of wild way, and I came out with this. This poem is called Icarus Howls. "70-hour work weeks, earthquakes beneath our feet, drilling offshore oil, oceans boil, in the air, heats, asthmatic lungs, shoot emails off like weapons with like acid on our tongues, text messages, text messages, text messages, our three thumbs.
Shoot me an email, 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 shoot me an email. Pipeline or democracy. Hydrogen bombs and poverty. Digital-based pornography and endless oil ecstasy, fracking, drill deep sea, get out. This ain't your territory. We rolled on unconcerned as our wings began to burn. Repeat, and still we cannot. Repeat, and still we cannot. Repeat, and still we cannot learn. Epiphanies, animal screams. We've got the whole world in our hands, it seems. Smoldering clouds, heed your mother's words. Smoldering clouds, heed your mother's words. Smoldering clouds, heed your mother's words. Pride cometh before a fall. Broke back and holy, lack, love, and lonely breakthrough. Hallucinate, crucified omen. Give back what was stolen. Holding for our phones. Skyscrapers dream. Scream. Suicide. Scream. Suicide. Naked from the rooftops of time. Wild eyes, holy farewells, swan dives from observation decks, revelations in our skulls splash against the pavement. Juicy pulp of battered limbs. But there's nothing to see here, they say. Keep moving. There's nothing to see here, they say. Keep moving. There's nothing to see here, they say. Keep moving. Pride cometh before a fall. The next piece I'm going to do is called Gun Song, and it's actually intended as peace prayer. So this next piece is Gun Song. Have conscious. The image is fire. Machine gun pellets on the screens of my mind. Have conscious. The image is fire. Machine gun pellets on the screen
of my mind. Camouflage, plainclothes, ammunition, stocked, combination, lock, safes, polished display cases, bedside tables, camouflage, plainclothes, ammunition, stocked, combination, lock, safes, polished display cases, bedside tables. How many a minute, how many a day, how many a year? How many a minute, how many a day, how many a year? How many a minute, how many a day, how many a year? For my own protection, for my own fear, for my own protection, for my own fear, for my own protection, for my own protection, for my own. Genocide, suicide, homicide, myself, my child, my wife, accident, with intent. Genocide, suicide, homicide, myself, my child, my wife, accident, with intent. Many a minute, how many a day, how many a year, how many a minute, how many a day, how many a year, many a minute, how many a day, how many a year. Conscious. The images fire, machine gun pellets on the screen of my mind. Sometimes people ask me why I write poetry, and I think the deepest reason why I write poetry is I want to use poetry as alchemy, meaning I often look at very dark themes, and my intention is to shine the light of awareness on them and to speak what's in the shadows. With the idea that we can only then transform it and only then break the cycles. So this next piece is based on a true story. My grandfather emigrated to New York. He came from Ireland. And one day I was... From Ireland? Ireland, yeah. And one day I was in the kitchen at my parents' house, and out of nowhere, my father says to me, "You know, your grandfather," my grandfather, used to stand there and watch the bodies fall off the Empire State Building because the workers didn't have the security that they need. They didn't have the safety measures. So my grandfather was lucky enough, it was during the Great Depression, so people were starving, and my grandfather was lucky enough to have a job working as an elevator operator next to the Empire State Building while it was being built. And he would see the workers fall. And when I started to try to research this, I found I couldn't find any reliable statistics. There's an official number that says 5, and then you look somewhere and you see 13, and then you look somewhere, maybe it was 40.
And so there's reason to speculate, and some people say maybe it was over 100. And so there's reason to speculate that the number of deaths were hidden because they were immigrants. It was easy to say these people never existed. So this piece is called Jeremiah and the Empire State. Dawn 1931, the corner of 34th Street and 5th Avenue, and perch balance teeter, no harnesses, no nets, steel girders. Jeremiah gets a job as an elevator operator in a very tall building. But it's not as tall as the one next door. Its spire presses to pierce Cirrus Stratus Cumulonimbus up. Building a building like this is the closest thing to war in peacetime, they said. We're battling, that means immigrant bodies, steel girders are necessary expenditure of. He spends all day inside that metal box, pulling the lever, pushing the gate, helping the men in their business suits float up and down whenever they want to, but secretly he keeps his eyes glued to the tall, skinny stem of the building next door. It continues to sprout upwards, up 102 floors. Steel skeleton scratches the stars. One day he notices a dark shape fall from him. Like a fly from a flower at first. But then it gets bigger and bigger and it drops down, 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 down. It dawns on him. It was a man. Only it became clear when they came to straighten up. Day after day, his eyes are now filled, they're glued to the building, the scaffolding, the steel beams, the men balancing up and down. For 3 times the normal daily wage, you can risk your life on high, or you can stay on the ground and starve. The choice is yours. So if your belly is empty, your family is hungry, and you're feeling lucky for 3 times the money go up. Your strange sounding name never entered the register. We can pretend you never were to go up. The rich die by choice, the poor die by accident, the poor die by accident, the rich die by choice, the rich die by choice, the poor die by accident, the poor die by accident, the rich die by choice, the rich die by accident, and the poor die by choice, the poor die by accident, and the rich die by choice, the rich die by choice.
This is so serious, you know. This is. I'm going to do one final poem for you. Sometimes I introduce this poem by saying, sometimes a love poem can sound like a war poem, and sometimes a war poem can sound like a love poem. This poem is called Bombs. Bombs? Bombs. Arms barely touching. Through the curtain of our conversation, I can hear the bombs still falling. The sky is an illegal blue. Words swim towards me, contain brown bodies on boys barely breathing. I woke up dreaming with you wrapped around me, engulfing me in your Dead Sea. Words swim towards me, lines land stranded next to beached whales. Listen. Through your body here. Pawns. Throw thorned, blood-red roses at tear gas and tanks. We sit. Arms barely touching. But in spirit, I lay down with you in the sand and listen to bombs strike white rocks from a distance under an illegally blue sky. So many in internment camps awaiting deportation. States proclaim arch enemies, our verses carve the keys, a seed plants itself firmly in the soft walls of my brain. I'd be more likely to go to bed with you than to war against you. My walls against your walls, rubbing my wounds against your trauma, would make for some very hot sex and a complete lack of perspective. Crows surveilling the damage. The street severs Damascus's heart muscle. Christian atriums, Muslim ventricles. This septum stretches, slides somewhere between your belly and my chest. We disregard it, commence to kiss the roofs back onto decapitated buildings. Bombs. Atoms surrender, nuclei emerge, exponential explosion, consciousness, obliteration, stardust. That's how you taste in my mouth. But I don't write erotic poems. You write of magma. Volcanoes are where I come from, no joke. I like to climb inside them, sing in your fingers, molten. Maybe one day we'll fuck so long we no longer distinguish between matter and energy.
Yes, I'm a physicist's daughter. Let's calculate a safe distance between you and time. So little crowd and so big applause. Thank you, Sharon. Јас би сакал само да го прочитам овај, ама дури лично сум инспириран да го направам тоа. Преводот на Икар Урлика, или јас што реков Икар Вие. Икар Вие да видим. Шо ви? Икар Вие завет. Да, а ствари сакаш да објавам дека сега почнува неофицијалниот дел. Ова манифестација никога обично е најдобриот. Ако сака некој да прочита нешто или да излети слободно open mic season. Седумдесет часовна работна недела. Земјотрес под стапалата, дупчан офшор нафта, океанот врие, воздухот грее. Астматични дробови пукаат, имејли ко бомби, зборови кои ситна нашите јазници, текст пораки, артритични палци, текст пораки, артритични палци, пукни ми имейл, пукни ме имейл. Пукни ми имейл, пукни ме имейл, пукни ми имейл, пукни ме имейл, пукни ми имейл, пукни ми имейл, пукни ми имейл, пукни ми имейл, пукни ме имейл. Цевководи или демократи, хидрогенски бомби или сиромашти, дигитални дейтови, порнографии и безкрајни масла, екстази. Fracking, тупчан офшор нафта над нов море. Излези! Ова не се твои територии. Се стркалавме, незагрижени, со крилјата подгорени. Повторени и сепак не научени, повторени и пак не научени, повторени и сепак не научени, епифании, анимални крици. Го имавме цел свет в раце, се чинеше тлеат облаците. Внимавај, зборуваат мајките. Тлеат облаците. Внимавај, зборуваат мајките. Тлеат облаците, внимавај, зборуваат мајките. Гордоста доаѓа пред пад. Прекршени и свети, безљубовни и сами, пробив, халуцинации, распетја, омен, врати што си крадел, колтан за телефон. Облакодерен сон, врискам, самоубиство. Врискам самоубиство, гол,
од покривот на времето, очи здивени, свети збогувања, лебед, нурна од обсерваторија. Откровенија од черпи. Прсни против патеки, сочни пулпи, екстремитети, тепане ништо да се види тука, велат. Продолжи. Ништо да се види овде. Слушај. Велат, продолжи. Ништо да се види овде, велат. Продолжи. Ништо да се види овде, велат. Слушај. Продолжи. Ова е филм. Филмај се. Продолжи. Гордоста доаѓа пред пат. Lucky winner! Chicken dinner. Не е по-убаво да има с всяка избори неколко позади на брата нещо да Не е толкова платен. Я те пат. Я плачам да Shannon, you shared that why you write poetry, and one time I asked that question and I wrote a poem as an answer, let's say. So this is in English. And, Hey, we need to speak on English, all of us, because she speaks on English. it's called Why. Why would one write a poem or dare to lay the brush on the blank canvas and paint a new reality? Why would one sing, the voice traversing note to note in a melody filled with meaning? Is that idea of conveying an idea, perhaps one that never existed before, so captivating? Does one's heart ache when their flame flickers? And is it beyond liberating when it ignites into the world? What would the world do when this creation touches its soul? Will it stop for just this moment to appreciate how magical it is that someone's heart is on display, and imagination coming to life? Is it a question of life or death? This quest to find the right word, the softest color, the subtlest tone. Is it an addictive flow one cannot escape from nor leave behind? Does one find their soul, their place under the blue sky by saying, I think this is who I am? Maybe that is why one would write a poem. Fracking. Tupčo. No, možda Thank you for sharing with us these beautiful parts of our souls, of all souls in the world. Говорите, зачитав Мирјава и стасав до пола и сега нешто твое да прочитам. Можеш ли? Дали можеш?
Амен, само барам, знам дека може. Се прашувам како му било на првиот човек. Се прашувам, знаел ли дека е прв и знаел ли дека е само тој? Знаел ли што е осаменост? Или бил несвесен дека е првиот од својот сој? Се прашувам, дали ја видел иднината, колку се плашал од небото над него, од собствената рака, од другиот во собствениот, од одразот во водата, од незнаењето, дали знаел да си ги брои годините, или да ги именува вечноста и апокалипсите, например, дали знаел дека ќе го напушти незнаењето, или ќе се препелка во наука, ќе глуве среде градска бука. Седи до мене. Ќе се прашуваме дали кога се појавил другиот, прво сакал да го љуби или да го еби. Тука е поентата, така? Ајде, слушај, калеш, бре, ангјо. Бре, ангјо, бре. Ај ти не слушај црна ангелино, само терај си по свој. Јас те барав, Моризово колава моја, да трошиме лесни пари, па да те покажам пред светот, па да го резервирам со авионот летот, за да шетаме таму низ светот. Па јас да станам зетот, ти моја невеста. Некои ќе речат селска, ама со фини манири. Други ќе речат лесна, барем ќе има зошто. Ајде, слушај, калеш, бре, ангјо. Ќе ти ја предскажам целата иднина твоја. Набрзо ќе станеш незадоволна, несреќна и бесна од судбината твоја замислено лесна. Кожата ќе ти стане тесна, не ќе се сакаш ли сама, а ќе се представуваш ко дама. А најмногу од себе ќе се плашеш да не останеш со себе си сама. Па покрај тебе ќе се налепат лажни други. Ќе одите по дугите вжештени пруги и возот спротива што ќе иди, ќе мислите дека ќе ви избегне. Дека телото убаво ќе ви се истегне и ќе легнете под металните тарави и шини. Но времето ваше ќе мини, во устите ќе станете сини, не ќе помагаат ни прслуци, ни чипки, ни мини. Ќе ве газат како нагазни мини, ни газот, ни муцките не ќе ви ги спасат ни ботокси, ни филери, ни стрии. Па ќе не можеш да се оттрнеш од тоа зали што не е. Од тоа што само на него ќе чекаш, по шанкови ќе цвекаш, за коктели ќе пекаш, лелекаш, пак ќе цвекаш, ќе се тераш и лажеш дека нешто ќе смениш, но стравот, дека не си собрала ништо и уште повеќе ништо не умееш да правиш, ќе те задржи на истото место. А тој други ќе лаже и ќе си тера по свое. Ајде, слушај, калеш, бре, ангјо, калеш, бре, ангјо, што судбина кројава, калеш, бре, ангјо. Абе ти не пара ме слушаш? Атмосферава е вака интимна, камерна, и ништо не се за на Фейсбук или прочитам. Предлог за реклама. Го знаеш овај? Слушај. Момче и девојка, долгогодишни верни партнери. Пред играта полека преминува во игра. Момчето го зема кормилото во своји раце, се мести за големото бродење и таа му вели: стави презерватив. Не му дава душа.
Не грешам никогаш, знаеш. Таа упорна, стави презерватив. Ајде, сеено е. После неколку минутно, сепно интензивно, заедно бранување, девојката се предава и започнува да пулсира. Момчето, понесено од плимата, ја губи контролата и иако знае дека нејзините оргазми се долги и продолжени, го вади сидрото и се закоцува на земја. Пука во празно, се разбираме нели. Девојката останува да пулсира како риба насуво, да сибам глупавите метафори и компарации, да сибам. Ја знаеш онаа реклама за сокови? Му вели огорчено. Која? Отсутно прашува момчето. Онаа во која еден тип купува билет за Партизан Звезда и кога го прашуваат за која трибина, вели сеемно. А кога ќе сватите касетна од меѓупротивничката екипа, го скршуваат од Кјоте, ке знам. Не е сеемно, исто таа. Епа, еден предлог за ново приложение. Не е сеемно. Ама, ова не е виц. Епа, не е. Едно кратко вакво на темава. Совет. Прв пат кога приспа во неговото дувло, зајачицата се шашардиса, кога местејќи го листот на кој спиеше, го виде како гледа порно до неја во 3 часот пред сонце. Сонувајќи се трудеше да биде либерална и да заспива со вклучен телевизор на тој единствен канал со исклучен звук како разумен компромис. Дури по 6 месеци во една расправија, Зајко разбра дека ужасно ја нервира што при неа жива до него како некој манијак, гледа тоа и па тоа, секогаш кога ќе стане по вода или на мочење. Тој многу ја сакаше и стави крај на навиката, иако не можеше да свати како може да крева толку джева за ништо. По 5 години, Зајко глумеше дека не знае зошто таа му дава предност, додека тој се тушира прв и легнува до него по 1 час подготов. Едноставно му одговараше мазниот, топол и надојден исход од нејзиното 10-минутно забрзано прегледување на CD-то со порно скриено под здиплените крзна од претходната сезона во дневната суба со рајбер камен на врата. И беше жал да му го крати сонот за долги предигри. Последната година тие главно не беа чисти, а кога ќе се искапеа еднаш месечно се велеа, сега не ќе се валкаме. На зајачината на котени во меѓувреме им делеа наравученија. Деца, гледајте, правите додека сте млади. И сега малку посериозна, да не спаја дека сме овакви глупости пишува. Има едно дете кој јаде ќотек, секогаш кога ќе му дојде редот, по другите 2 деца со кои си игра додека го чува војната. Виновно или не, ја направило белјата или само гледало, тоа замижува и стрпливо се го чека редот за ќотекот. Пам, 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 добива неколку пати по газето, си вели, ека ни Меро, навистина нема правда и не пушта ни глас, зашто вината е добра, го чува и му дава ручек, има намачена душа со 300 проблеми и нема време да исправа криви дрини, кој почнал, а кој воопшто не се не обидел да спречи. Има едно дете, која ја помни дебелата месеста врела таткова дланка, залепена на левиот образ, како лекција дека не смее да се тепа својот помал брат. Тоа дете ќе порасне, а татко му нема да го удри никогаш повеќе. Таткото пак да може да каже колку ќотек јадел во животот. Еднаш дури бил врзан од неговиот татко, дедото на детето, и висел пред куќа со главата надолу, како јагненце обесено на чингел. Се додека некој чувствителен и разумен сосед не се решил да си го пикне носот кај што не му е местото и да го пресече јажето на песостаниот родител. Инаку детето на тоа дете ќе има најнежни спомени за својот дедо и никако не ќе може да го поврзе со сликата од раскажувањето. Има едно дете кој презајќи на голем одмор, пририпнуваше радосно преку 2-3 од многобројните училишни скалила и не помисли дека може да падне и да се истепа, се додека одеднаш скок, плас, не доскока, изненадувачки точно под прав агон пред шлаканицата од двометарскиот плекес директор. Му требаа неколку минути да се соземе, да разбере каде и што му се случило, а
Директорот имаше долгогодишен углед и авторитет, уживаше почит од вработените учениците и ретко некој имаше да му замери што било. Има едно дете на кое сестрата, поголема од него 8 години, кога ќе се качи на глава, му ги фаќа двете раце со едната рака, а со другата рака му влепува две шлаканици. Една направо, а другата наопачки. Една за завртување, друга за одвртување. Или за промена, зависно на нејзиното расположение, понекогаш неколку кратки, брзи плас, плас, кажа што ќе стигне по лицето, под нормала одозгора директно, а не странично. После, кога детето плаче наглас, прво силно, а потоа тивко шурка, на сестрата и паѓа жал и таа оди го бакнува по цело лице. Многу пати детето брзо преболува, но продолжува да плаче за да ги добие бакнежите од сестра си, иако ја турка и вели: "Бегај таму, не сакам да ме бакнуваш кога ме тепаш." Има едно дете кој исто така не се одвојува од својата сестра 12 години поголема од него и која толку го сака што го води секаде со неја како приврзок, но колку го сака толку и го тепа, од озгора по глава бам, како да е главата топка, а не глава. Но тоа не сака да ја разбере, а за неја тоа значи да ја послуша. Сестрата сепак го сака најмногу на цел свет, а браќето ја сака повеќе од мајка си. Добро да е исто толку. Има едно дете која мајката толку силно му го прешти по образот, му го сврте розовото обравче и му ги зари ноктите во мекото мевце, што детето врисна до него. А по 15 минути кутрото, убавото терано мораше да оди на училиште со огромна светло-црвена модрица и таму да лаже, сомневајќи се дека веројатно наставниците ќе знаат дека лаже, зашто големите знаат се, а сепак да лаже, а лажењето не е убава работа, дека паднало од велосипед и си ја закачало рачката во образ. Има едно дете што и предаде бел лист на наставничката и одби да пишува писмена вежба на тема "Еден ден од мојата автобиографија", велејќи немам што да напишам, за кога да пишувам, за мене нормалниот што ме толчи секој ден, кој детство ме тепа со време и ми ја крши раката по втор пат. Има едно дете што седи во прва клупа и секогаш знае се, прекрасно, умно и културно, мирно и како бубаче, а трепка со очињата, трепка ли трепка постојано, повеќе и почесто од сите, болката ти е на срце кога го гледаш. Има едно дете што трепери како лист на часовите кога одговара. Оценето е со 5, што реално со 3 и покрај екстерното оценување, зашто наставникот знае во какви услови тоа дете седнува да учи, покрај пијаниот татко, кој откако ги построил сите дома се свртил кон него, не признавајќи му други оценки освен 5. Има едно дете што ја вознемири соседката и ја натера Кришон да ги избрише солзите. Кога таа сосем случајно го виде во ходникот, дојде на училиште за разговор за нејзиниот син. Поднавемнато и со искривена глава и врат, балансираше колку што можеше повеќе, кон раката што го корнеше за делот од косата веднаш на душите. Раката на професорот, кој со другата рака на ист начин водеше и едно друго дете кон канцеларијата на директорот на горниот кат. Што страна и колку издржите. Има едно дете што беше будено од сон во горната соба, со швркање со јаже, затоа што долу од трпезаријата беше седнат класниот професор, добронамерен дојден, татко му Кришон го правеше тоа. Има едно дете, чија мајка го бркаше со едната влечка слечена и фатена врака, и се криеше под креветот барајќи спас. Кога не можеше да го дофати за доволно добро да го удри, таа од лутина скокаше со целата тежина по креветот. Има едно дете што беше чекано да се врати дома со сукалното зад врата, а кога ќе се вратеше, беше тепано до безвест и фрлано во ладната визба се до наредниот ден. Има едно дете што прво зборуваше убаво и течно на 2 години, а на 3 почна да завлекува. Има едно дете што ја криеше главата меѓу рацете, свиено под излетената амболија, додека врз него се истураше дожд од стапови. Го тепаше мајка. Има едно дете што доби црвени 5 прсти на образот, токму пред да оди на роден ден во игротека, затоа што излезе пред време во калливиот двор и ја извалка белата кошула, а внеси и кал на тепихот. Го натепа мајка. Има едно дете мало што се буди во сон и вика: "Тато!" Зашто го виде тато како ја удира шлаканица на мама. Добро е што стоејќи таму, токму за него, не виде и дека ја дави за вратот, со истите оние раце со кои друг пат често ги прегрнува и двајцата. Има едно дете доселено в град што си ја зема старата мајка парализирана од болница по доживеаниот мозочен удар.
Писките й се засечени од удари и нема место на главата, каде што не оставил крвава трага, проклетиот стап во рацете на татко му, фрлен во самената селска пространа одаја со пот од гола земја. Има едно дете што се ужаснува, замислувајќи колку многу ќотеци токму во оваа секунда се вршат низ целиот свет, а никој нема начин да ги спречи. Има една неизлечлива болест што беливе дробови ми ги изгризува. Ова лето што иде нема да го видам, а сепак смртта не е најстрашното што ме загрижува. Здраво. Се сакам да се надоврзам на темата што ја правеше батко Матеј и другарката Сузана. Shannon? Sorry. I'll switch to English now just so she can understand. This is from Søren Kierkegaard. He's a Danish philosopher. He's really cool. And he writes in poems, so he tells a lot of truth. He says, "What is a poet? An unhappy man who hides deep anguish in his heart, but whose lips are so formed that when the sigh and cry pass through them, it sounds like lovely music. And people flock around the poet and say, 'Sing again soon.' That is, may new sufferings torment your soul, but your lips be fashioned as before. For the cry would only frighten us, but the music, that is blissful." That's poetry. Сега оден мој драг поет, кој што не стаса да дојде годинава, најмногу што ме интересира во поезијата е кога некој успее да допри вечно универзална вистина, нешто што е вистински за секогаш. Пред 500 години, пред 1000 години, по 2000 години, секогаш нешто ќе биде вистина. Како што беше вистина тоа што колку што прочитав овде, во прва страна отворив и ова е вечна вистина, кај што другарката Билјана вика: "Кокошката не си го гледа својот највисок лет." Стварно вечна вистина. Ја кинеш главата и стварно, последниот лет е највисок лет, ама таја не си го гледа. Страшно, травматично, али вистините. И сега другарот Тихомир пишува граматика на љубовта. Песната се вика "Допир". Кога слушнеш љубов и допир, мислиш дека двајца се допреа, се видеа мојот допир, кога се допревме. Али не, Тихо го тера на скроз различна насока, вика "Допир". Кога се допираат овој и оној свет, некој нов се раѓа или некој умира. Од тој допир живите плачат, некогаш од среќа, друг пат од тага. Секогаш е љубов. Хвала ви да сте живи заедно. Песна што ми се допаѓа многу од подамна. Спорувам со вас, не е моја. Што вика другарката Билјана. Беше тоа едно топло лето во Тунис, кога намерно ја пушти пламен. На едниот крај од градот паѓаа бомби, умираат деца, се силуваа жени, се холеа мажи. На другиот крај од градот јас и ти баравме еден отмен ресторан со кој раководеше една постара французинка Жанет.
Редовно не следеше еден малски пес, кој јас и ти го викавме Моли. Секој пат Моли мораше да го заврши заедничкото патување до вратата на ресторанот, често пати знаеше тивко да процивнува, па и да завива. Само за одбрани гости моншери, велеше Жанет, ширејќи ја шармантната, алчна насмевка од уводолго. А потоа ти остро ме прекоруваше дека ти ја пушти дланката, додека јас рамежливо гледав поменито и одбиралива. А може не сме биле јас и ти во Тунис, веројатно биле твоите родители на меден месец, немало ни бомби, ни силувања, ни прекорувања, само прегрнувања, додека одбирале со која камила ќе истражуваат пустината. Може јас и ти сме биле во Дебармал, додека газдите на локалите воделе битка со градежната инспекција. Немало бомби, имало само многу комарци и покрај тоа што градските власти тврделе дека редовно прскаат по Тунис. Може би никогаш не сум била во Тунис, може би никогаш не сум била во Дебармал, ама и денес помислувам како тоа топло лето ја истрга планката од водата. Секој пат кога ќе чујам пес, како завива пред кафеа. This is part 2 of my poems of fucking devotion. I will try my English here, not good as yours, but I will try. Here, in these places, among air, waters, and earthly spaces where I reside, and where me, my soul, and heart bite in between the points of I'll touch you from within and let us meet under our skins. Here, and there, and everywhere, in this liminal state of existence among it might have been and it will happen without resistance, there are the points where my love for you rests, in her little nest, so I can access her and her beauty anytime without any need to fucking dwell or reread your thoughts and words and mind. So without any second thought over you and your desire, I'm keeping my whole eternal soul on fire, leading my permanent love for you high and higher, and you can follow if you want or not. И по тата интимна линија, Габи, алузија на Павловски колку за прикривање. Во секој миг на денот и ноќта тука е пладне високо. Пладне полно и високо. И тука е мрачно. Отие пладне високо со вкус на цреши црни, цреши темни, зрели и миризливи, цреши со арома на ванила и острина, со вкус на твојата кожа, никогаш недобрена. По јазгот, секоја цреша, влажна и напната, набрекната, зрела, пред пукање, пред распрскување, пред насекаде истурање, топлина, тешко задржувана, вредина мачно чувана, со мигови и мигови, ко години наслада забранувана и сонувана, ден и ноќ, ката ноќ, ден година по година и век година за навек, иако само миг, едва издржувана, до снеможување одржувана, како скапоцено сочувана, блажина скриена во јазикот, прикриена во коренот на дланката, подадена во воздух задржана и никогаш не спуштена на кожата твоја недопрена. Ама напамет научена, денови и ноќи проучувана детално во сони најаве, секоја мисла топло, секоја емоција влажно, секоја слика целосно потопено во црн мрак, простенкано, во подивено удавено, во желба изгорено, поулавено, прогонето, изговорено, по милионити пат твоето име гласно,
и сласно, извикано низ еони и светови и универзуми постоечки и измислени. Но сите тука донесени во еден момент, желби посакани, фантазии, преплетени, копнежи, неисполнети, но презервирани за вечност. По кожата твоја посакување. Врз рацете твои потопување, во очите твои удавување, на устните твои поулавување, врз препоните твои умирање. Нема подобар начин да се умре, знаеш? Со вкусот на цреши црни на усните, потонати во медово златно од очите, запрени од рака на воин, на храброст немерлива миговите, по простор времето на оние од љубов поулавените, о Руми, смилувај ми се, о Шамс, води ме низ вековите.